Добро вечер, следува дневникот во 20 часот на Канал Плюс. На почеток настаните на денот. Околу 300.000 евра е буџетот на Бирото за регионален развој наменет за проекти во Источниот регион. Денес се дефинираше листата на приоритетните проекти на Истокот. Се дефинира новата национална стратегија за младите за наредната декада. Јавна дебата денес имаше во Штип. Председател на студентскиот парламент на УГД доби кривична пријава заради злоупотреба на службената положба над 7,5 милиони денари за заврка на семестар исплаќал на фирми и на сопствената сметка. Листа на приоритетни проекти кои ќе се финансираат од Бирото за регионален развој денес се дефинираше во Штип. Околу 300.000 евра стојат на располагање на општините од Истокот. Центарот за развој на Источниот плански регион денеска во Штип одржа работилница за презентирање на проекти кои би се реализирали идната година. 11 општини од Источниот плански регион ги представија нивните замислени проекти кои би биле од значење за развој на повеќе области за општеството. Елена Димитровска од секторот за планирање и развој на Источниот плански регион го представи проектот за уредување на туристичкиот центар Пониква. Наш предлог како општина Кочани е проекти во делот на туризмот, односно развој на туристичкиот центар Пониква. Веќе од страна на Источнопланскиот регион беа изготвени технички документации за изградба на улици и паркинзи на Пониква, понатаму проект за атмосферска и фекална канализација на Пониква и проект за поспоставување на нов жичарен систем на Пониква. Општина Штип аплицираше за повеќе проекти. Еден од нив дава акцент за фестивалот Макфест. Фестивалот Макфест, односно да планираме, да предвидиме и изведеме секако со помош на Источен плански регион еден проект фонтана, парк и плато на Макфест, каде би спроектирале една фонтана која што чиишто млазиви ќе играат по ритмот на музиката оркестарска на познати рефрени од Макфест, каде што по завршувањето на Макфест ќе се испишува победникот на плочки и претходните победници, ќе го осмислиме тоа во склад со самата фонтана и со самиот проект. И на завршната вечер овде да се доаѓа, да му се даде како еден посебна важност на победникот, да се испише неговото име, а секако и да остане во историјата, да не се заборави. За реализација на овие проекти, Источниот плански регион ќе аплицира за одобрување на средства од Бирото за регионален развој преку Министерството за локална самоуправа на Република Македонија. За наредната година на располагање се околу 300.000 евра. За наредната година тачниот износ не го знам, од прилика е околу 300.000 евра, кои што се наменети за Центарот за развој на Источниот плански регион и во рамките на тие 300.000 евра веројатно ќе бидат финансирани 5-6 проекти. До сегашната реализација, односно искористување на овие средства од Бирото е нормално 100%. Поднесени се голем број на проекти, дел од нив се финансирани и реализирани. Општините со своји проекти може да аплицираат и до други извори за финансирање, односно да се поднесуваат барања за финансирање во разните повици кои ги објавува Европската Унија во рамки на ИПА програмата. Јавна дебата за националната стратегија за млади со важност до 2025 година имаше денес во Штип. Во креирањето на оваа стратегија вклучени се Агенцијата за млади и спорт и UNDP, а добре дојдени се идеите на младинските здруженија, невладени организации и поединци. Денес во општина Штип се одржа јавна дебата за национална стратегија за млади, која ќе биде со мандатен период од 2016 до 2025 година. На дебатата учествуваа представници на Советот на млади, ученици од основните и средните училишта, студенти, активисти на невладени организации, како и заинтересирани граѓани. Многу често во нашите излагања велиме дека младите се нашата иднина. Јас велам не, напротив, младите се тука и сега и сите заедно како институции, како засегнати страни мора да работиме во насока на решавање на проблемите
и предизвиците со кои што се соочуваат младите луѓе во Република Македонија и подобрување на општата и социјекономската положба на сите млади луѓе во нашата земја. Во таа насока некаде на почетокот на оваа година, заедно со програмата за развој на Обединетите нации, односно UNDP, го започнавме процесот на креирање на нова национална стратегија за млади за периодот од 2016-2025 година, во која што практично треба да ги дефинираме и таргетираме сите проблеми и предизвици со кои што се соочуваат младите луѓе во нашата земја во моментов и со кои што би се соочувале во следниот период и секако во акциониот план да најдеме мерки и конкретни активности со кои што треба да ги надминеме овие проблеми и предизвици. Општина Штип е 11-тата општина во која се реализира ваков вид на јавна дебата, каде што младите имаа можност да се вклучат со своји ставови, забелешки и сугестии, со цел подобрување на нацрт текстот на Националната стратегија за млади. Ние како Совет на млади зедовме активно учество во самиот процес, штока еве како Совет на млади директно сме вклучени во делот за образование. Иако ова стратегија опфаќа огромен план и повеќе точки, ние како Совет на млади дававме предлози токму како може да се подобри образованието и образовниот процес и на локално ниво и пред на државно ниво. Се надевам дека ваквите активности ќе продолжат и во иднина, значи досега имаме координирано состаноци и во Скопје, како и одлична соработка со самата агенција за млади и спорт. И се надевам дека токму овој документ ќе биде почетокот и ќе биде подлога за успешно спроведување на стратегија на млади, како и дефинирање на улогата на младата личност во општеството. Конечната верзија на овој нацрт план предвидено е да заврши до крајот на годината, а веќе од јануари следната година се очекува да започне и нејзината реализација. Во Кочани денес се одржа саем за вработување. Ова беше можност за граѓаните и компаниите да воспостават непосреден контакт, но и да се види реалната состојба на пазарот на трудот, каде најбарани се техничките кадри. Агенцијата за вработување на Република Македонија денеска во Кочани го одржа четвртиот саем на кој учествуваат 22 компании од Кочанско-Виничкиот регион. На саемот граѓаните имаа можност директно да се запознаат со условите кои ги нудат приватните фирми од Кочани и Виница. Саемот за вработување свечено го означи за отворен директорот Поповски, кој истакна дека ова е уште една од многуте можности граѓаните директно да стапат во контакт со повеќе приватни фирми и доколку ги исполнуваат потребните услови да се вработат. Морам да нагласам дека најбарани се техничките кадри, за кои што и ние кажуваме дека треба да се запишуваат младите на овие училишта, на овие факултети, бидејќи нема да бидат невработени, туку ќе бидат вработени. Доколку и паралелно покрај теоријата и го практикуваат тоа што го учат, ќе бидат уште поуспешни и нема да бидат воопшто невработени. Бидејќи знаеме дека веќе на факултетите сите технички кадри се веќе вработени пред завршување на факултетот. Бидејќи потребата на пазарот е голема, а бројот на оние што завршуваат е многу малку. На денешниот саем беа присутни представници од речиси сите позначајни фирми од кочанското стопанство, меѓу кои на конфекцијата Алма, Текспорт, Европа 92, салонот за мебел Јумис, Ледер, Центро Бизнис, како и многу други приватни фирми од Кочани и Виница. Еве што изјавија представниците за овој проект за вработување. Имаме потреба од квалификувана работна сила. Значи, нашите работници можеме да ги поделиме во две категории, значи на тапетарија и рамни површини. Можеме да истакнеме значи дека во последен период имаме интензивно зголемување на бројот на работниците. Имаме пракса значи редовно да учествуваме на вакви саеми и слични манифестации значи од овој карактер. Во моментов значи имаме потреба за повеќе типови на работни профили, меѓутоа ние сме денес за тоа тука, ќе земеме податоци, информации за сите заинтересирани и соодветно на нашите понатамошни потреби ќе остваруваме дополнителни контакти со сите заинтересирани. Моментално ни е потребен кадар во струката на машинството, односно шивачки. Исто така и примаме технолози, имаме заинтересирани некои што немаат работно искуство може да пробат како рачни работници. Екопак Хит и Екопроектко, двете фирми учествуваат на саемот со цел да понудиме нови работни места, значи имаме отворени огласи постојано за економисти, за правници и за општи работници. Ова е уште една можност да се зголеми бројот на невработени во Кочани, бидејќи како што изјави директорот Поповски, искуството од претходните саеми покажуваат резултат на зголемена вработеност во општините. Уште една информација од Кочани. Во градската библиотека Искра се одржа 16-тиот општински надпревар за млади библиотекари. На надпреварот учествуваа 12 ученици од основните училишта од Кочани.
Во матичната библиотека Искра во Кочани се одржа 16-тиот општински надпревар Млади библиотекари 2015. На надпреварот учествуваат 12 ученици од основните училишта од општината. Жири комисијата во состав Марија Анастасова, Илија Захариев и Кристина Ѓоргиева Атанасова ги прогласија најдобрите тројца на надпреварот. Првото место со освоени 97 бодови од максималните 100 бода му донесе награда на Стефан Богданов од основното училиште Никола Карев. Второто место му припадна на Дарио Иванов, а третото место Милена Глигорова. Најдобрите со задоволство ни изјавија. Многу сум задоволен од овие резултати, ми е поттик за на републичкиот надпревар, исто така да оставам добра место да освојам и да представам нашата библиотека во најдобро светло. Ми беше многу интересно за овие работи да ги научам, дека не е само во библиотеката да се поземат книги, доколку постојат многу други работи што се случуваат и исто така за историскиот развој на библиотеките, за видовите библиотеки, и тоа многу е интересно и ми дава исто така поттик да го научам материјалот што подобро. Доколку постојат и други слични надпревари и ќе учествувам и ќе се обидам и таму во најдобро светло да се покажам и да осем што подобри резултати. Се пријавив на надпреварот Млади библиотекари бидејќи тоа ме интересираше, сакав да знам нешто повеќе за библиотеката. Библиотеката ние ова го вежбавме со мојата наставничка Маре Маркова и благодарение на неа сега освоив ја второ место. Сум многу задоволна со наградата што ја освоив, трето место. Книгата за мене е најголемо богатство затоа што книгите ни помагаат да го збогатиме нашиот речник. Книгата е многу подобра од филмовите и од се она што ја привлекува денешната младина затоа што описите во книгата ти даваат простор сам да си смислиш приказна, сам да направиш представа за одреден лик. Тоа ја поттикнува фантазијата, размислувањето и е многу интересно. Директорката на матичната библиотека Искра Сузана Ѓоргиева им честита на најдобрите, а поголем успех му посака на првонаградениот Стефан Богданов, кој ќе учествува и на републичкиот надпревар на Млади библиотекари кој ќе се одржи на 30 овој месец, каде што домаќин ќе биде нашата библиотека. Во сите градови во овој период веќе се привршуваат општинските надпревари, се со цел да се одржи републичкиот надпревар предвиден за 30 октомври, кој годинава ќе се одржи во нашиот град. Значи, нашата библиотека ќе биде домаќин на вогодинешните 16 поред републички надпревар. Се најде победникот на прво, второ и трето место, за кои имаме предвидено дипломи и добри награди, а за останатите учесници библиотеката Искра подготви благодарница и книга. Дочекуваме дека успехот на општинскиот надпревар младиот библиотекар Стефан Богданов ќе го потврди на републичкиот надпревар. Текстилниот гигант фабриката Палтекс во Делчево од вчера е со нови сопственици, компаниите Дамјанов од Делчево и Алекс од Кочани. Една од најголемите текстилни фабрики на истокот, Палтекс од Делчево, која има околу 400 вработени, од вчера доби нови сопственици. Имено на берзата беше извршена трансакција на акциите од претходните сопственици на фирмата. Новите сопственици на Палтекс од вчера се Дамјанов од Делчево и Алекс од Кочани, кои уште при самото купување започнаа со подобрување на условите за работа и уредување на фабриката. Имено започнаа со реновирање на фасадата на зградата и го направија првиот договор за набавка на нови попродуктивни машини за производство, се со цел да се зголеми продуктивноста, а со тоа и платите на вработените, изјавија за Канал Плюс новите сопственици. Во разговор со нив тие истакнаа дека нивниот план и мото ќе биде Палтекс заедно со нивните претходни компании Дамјанов и Алекс да бидат меѓу првите во државата во нивната бранша. Воедно ја искористија приликата да кажат дека поранешните вработени во Палтекс, кои поради било кои причини ја напуштиле работата, да дојдат на разговор за повторно вработување во Палтекс. Новите сопственици исто така истакнаа дека во иднина планираат да го зголемат производството и да вработат уште вработени. Инаку Палтекс работи висококвалитетни производи со најголемите брендови во Европа. На чекорот грејната сезона недостигот од дрва за огрев се уште не е надминат. Во Штип платени неиспорачани се над 2000 метри кубни дрва, порачани од Сдруженијето на пензионерите. Од таму смируваат дека достава на дрва се врши, но до кога ќе трае не знаат. Сличен проблем имаат и кочанчани. Започна грејната сезона, пристигна и студот. Домаќинствата се во паника дека зимава ќе останат без дрва за огрев.
Штипјани и кочанчани стравуваат како годинава ќе ја поминат грејната сезона, додека во Малешевијата засега го немаат тој проблем. Сепак, после подолг застој на испораката, од овој викенд Штипското здружение на пензионери започна со транспорт на дрва. Околу 2000 метри кубни се платени и штипските пензионери секој ден ги очекуваат. Но од Здруженијето за Канал Плюс телевизија велат дека испораката ќе забави и не знаат точно кога ќе заврши. Со опаѓањето на температурите, граѓаните се понестрпливи, нервозни и со поделени мислења. Дури не сакаат да зборуваат ни пред камера. Дрвата скапи се и плюс тоа ние сме години. Полесна работа да се грееш на струја отколку на дрва. Зашто друго нема, само на дрва. Уплатиме. Не са пристигнали, лажат ги ни и нас, они не лажат. Не са ни они криви за тоа. Надеваме се да добиеме, па кој знае. Не сум безич, ќе прекарам пазимо тоа. Имам си дрво паја. Таа е работа. Па ќе ги добиеме, така не кажа. Вие денови. Некои од граѓаните веќе бараат и алтернатива во грејењето. Јас сум моментално на плин. Добро е за сега, пасират ги и ги рекламират термопечките на струја, а дрвата, иако е качена цената, Штип се грее на дрва. Ако нема дрва, имаме комбинирано грејење. Имаме гасовити во горива и јаглен од Берово. Поевтино е. А 2 недели 300 денари. Да. И сега со срце го очекувам Јужен тек. Недостигот од дрва предизвика голем пораст на цените на огревното дрво, но и покрај тоа, многу е тешко да се дојде до него. Се продава дури за 15 евра поскапо за разлика од лани, од 3500 до 4000 денари. Со истиот проблем се справуваат и пензионерите од Кочани. Ветените и порачени дрва уште пред половина година се уште не им пристигнале. Тие стравуваат дека откако ќе ги потрошат и ланските, ќе треба да се греат на електрична енергија. Во Пекчево се одржа форум во рамки на проектот Општо корисни функции на шумата, опасности од шумските пожари и процесите на ерозија во Малешевијата. Општина Пекчево денес беше домакин на форумот за презентирање на резултатите од мониторингот на опитно-демонстративните парцели во опожарените шуми во Малешевијата за идентификување на опасностите од процесите на ерозија. Резултатите од мониторингот ги презентираа професорите од Шумарскиот факултет од Скопје кои беа директно вклучени во реализација на проектните активности. Самиот проект имаше за цел, меѓу другото, и подигање на таа свест кај повеќе целни групи, почнувајќи од најмладите возрастни групи, значи од детските градинки, преку одржување на вакви работилници за постари членови, односно собственици на приватни шуми, за да можеме да го истакнеме проблемот, да поразговараме за него, како и на кој начин превентивно да действуваме, како и на кој начин да се организираме и така натаму. Според некои незванични информации, општо шумите негде даваат. Тоа ќе спомнеш бројката е огромна, негде околу 5000 корисни функции. Долгорочното влијание од овој проект се очекува кај одржливото користење и управување со шумите, како и поголемото искористување на нивните општо корисни функции. Доминантно, шумите прво се најзначени затоа што шумските екосистеми се столб на одржливост и унапредување на почвата, водата и воздухот, трите ресурси неопходни за живот на планетата Земја. Ако ги тргнеме шумите, значи практично ќе стане пустина, ќе немаме вода, ќе немаме почва, ќе немаме храна. Целта на проектот е насочен кон разбирање на опасностите од пожар, а со тоа и од интензивните процеси на ерозија кои настануваат на опожарената почвена постилка. И да научиме сите заедно како во иднина да се бориме со овие штетни појави кои што настануваат после пожарите во шума, бидејќи општо познато во народот се само штетите кои настануваат директните штети од пожарите. Факторот човек 98-9% е главниот причинител на шумските пожари. Причинуваат огромни штети. Во Македонија оваа година сепак може да кажеме дека поминавме релативно добро во однос на некои години. Најкатастрофални беа 2007-2008 година кога изгубивме големи потенцијали. И што е многу значајно и денеска, значи повторување на шумски пожари на исти локалитети. Значи таму каде што со човечка рака, значи во некое време сме подигнале нови шуми, шумски култури и се случува да некои од нив се пожаруваат по 2 или 3 пати. За жал.
Инаку Швајцарската агенција за развој и соработка проектот го спроведува преку програмата за зачувување на природата во Македонија, проект кој е координиран од Helvetas Swiss Inter Cooperation и Фармахем, а чиј буџет изнесува 500.000 денари. Во рамките на фестивалот Инвиница Веритас од денес театарски работилници со средношколците од Ванчо Прке. Работилниците се во соработка со професионалниот режисер Саша Нацевски. Хуморот и сатирата од театарската сцена во Виница се префрлија во средношколските клупи. Во опуштена и лежерна атмосфера исполнета со смеа и забава, учениците од средното општинско училиште Ванчо Прке денес учеа како од обична случка можат да направат интересна хумореска сатирична приказна или да иницираат идеја за театарска представа. Со помош на режисерот Саша Нацевски, часовите по македонски јазик неделава се преточени во театарски сцени, во кои учениците ги менуваат своите улоги. Ова работилница беше насловена како запознавање со хуморот и сатирата. Така. И во рамките на фестивалот Инвиница Веритас бев поканет од страна на организаторите да одржам неколку предавања во однос на тоа што значи хумор, што значи сатира, малце да ги анимираме средношколците, да ги запознаеме и да им покажеме некои вежби со членовите на драмското студио при Домот за културата, да видат колку тоа е лесно и едноставно да се конципира една хумореска, една сатирична приказна. И сега за сега, јас мислам дека учениците реагираат мощно позитивно, делуваат расположени. Моментално сме во преговори за работа на нова представа и сега за сега се надевам дека таа сработка ќе се оствари, само кога уште не. Саша како режисер веќе работеше на 2 театарски представи во Виница со дел од средношколците, но потрагата по нови таленти не смее да застане. Со Саша се договоривме дека треба да се одржи на некој начин некоја работилница преку која учениците од ова училиште ќе бидат запознаени на некој начин со некои мали вежби за тоа како се прави театар. Тоа се вежби главно за снаоѓање на сцена, за спремност на сцена, за комуникација со актерот. И ние со Саша веќе работивме на представа која најде на доста позитивни критики и баш ми е задоволство да ги споделам тие елементи кои ги научив од таа представа со новите ученици, затоа што, како напомена Саша, драмското студио е премало, а навистина имаме амбиции, ги имаме условите, но сакаме да привлечеме повеќе ученици, да ни се збогати студиото, да имаме можности да работиме почесто. Фестивалот на хумор и сатира Инвиница Веритас вечерва продолжува со нова театарска представа Спанак со пржени компири на театарот Джинот од Велес во режија на Ненад Витанов. Председателот на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев доби пријава за продолжено кривично дело злоупотреба на службената положба. Од парите за заверка на семестар злоупотребил околу 7,5 милиони денари во период од 2 години. СВР Штип поднесе кривична пријава против 27-годишниот ГС, председател на студентскиот парламент на Универзитетот Гоце Делчев, поради основано сомнение дека сторил продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување. Поради постојање основи на сомнение дека сторил продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластување, секторот за внатрешни работи Штип до надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против 27-годишниот председател на Сдруженијето на граѓани студентски парламент на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Во временскиот период од јануари 2013 година до мај 2015 година, без почитување на статутот на Сдруженијето, на повеќе правни лица, од кои вршел разни набавки, и на повеќе физички лица од сметката на Сдруженијето, од собраните парични средства од студентите на Универзитетот Гоце Делчев Штип, кои ги уплаќале при заверка на семестар, незаконито им исплатил вкупна сума во износ од 5.628.117 денари, со што им овозможил да се стекнат со некаква имотна корист на штета на Сдруженијето. Пријавениот, злоупотребувајќи својата службена положба и овластување,
Во неколку наврати противправно за себе присвоил вкупна сума во износ од 509.071 денари на начин што од сметката на Сдруженијето, на неговата лична трансакцијска сметка и на сметката на неговата фирма Гомакс Уно Штип противправно, без никаков основ и без покритие, ги префрлил паричните средства. Против председателот на студентскиот парламент е поднесена кривична пријава, а истрагата е во тек. Најмалку тројца руси што се бореле заедно со сириските владини сили се убиени, а уште неколку се повредени кога граната ја погодила нивната позиција во крајбрежната провинција Латакија. Ако биде потврдено, ова е прв познат случај на убиени руси во Сирија откако Москва на 30 септември почна воздушни напади за поддршка на преседателот Бараш ал-Асад. Приватната електронска пошта на директорот на ЦИА Џон Бренан ја хакираше еден средношколец. Американските власти ги истражуваат наводите дека тинејџерот влегол во листата на контакти, список на телефонски повици и други документи на првиот човек на разузнавачката агенција. Од ЦИА потврдија дека истрагата е во тек, но не прецизира дали дошло до хакирање и на личниот имејл налог на Бренан. Хакерот на социјалните мрежи тврди дека упаднал и во личната електронска пошта на американскиот секретар за внатрешна безбедност Џеј Џонсон. Додека сите околни држави се оградуваат со бодликава жица, Србија не планира да се оградува со зидови за заштита од мигрантите, изјави вчера српскиот премиер Александар Вуџич. Вуџик призна дека цел час не можел да се соземе откако видел срни приклештени во ограда од бодликава жица. Многу еколози се противат на такви огради кои често гинат и диви животни. Тој изјави дека независно од големиот број легални имигранти кои преминуваат преку земјата, српските власти ниту еднаш не употребиле сила против нив со солзавет, што според него ја покажува нивната човечност, трпеливост и солидарност. Со изведба на химната на Република Македонија официјално започна 41-то Балканско првенство во пинг-понг, кое ќе се одржи од денес па до недела во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип. 9 балкански земји и преку 150 надпреварувачи ќе се надпреваруваат овие 5 дена. Официјално добре дојде им посака и градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Да имате едно балканско првенство за нашиот град е навистина право чест и огромно задоволство и за публиката и за граѓаните на Штип. Верувам дека организацијата која ја прави нашите пинг-понг клубови, посебно Универзитетот Гоце Делчев, е на највисоко ниво, заедно со Пинг-понгарската федерација на Република Македонија, каде општината се појавува како спонзор на овој настан. Убеден сум дека децата ќе покажат колку Балканот е сличен во спортот, колку може да бидат блиски да се дружат. На денешното свечено отварање присуствуваше и председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија Јован Дабевски. Па посебно задоволство е затоа што е прв пат Македонија организатор на Балканското првенство во пинг-понг. За нас сигурно представува големо задоволство и се надеваме дека повторно ќе бидеме и организатори на Балканско, на Европско и така натаму. Ова балканско првенство е од големо значење за Штип и токму Универзитетот Гоце Делчев се вклучи во самата организација, изјави професорот Кирил Барбареев. Значи ова е историски момент за македонскиот спорт, особено за македонскиот пинг-понг. Не случајно универзитетот се вклучи во поддршката на организацијата на ова првенство заради тоа што станува збор за млади луѓе. Значи универзитетите поддржуваат и ќе поддржуваат вакви активности. Ние сме на некој начин технички организатори заедно со Македонската пинг-понгарска федерација, со Балканската федерација. Така да не беше лесна оваа организација, но се надеваме дека ќе бидеме добри домаќини заради тоа што навистина проценивме дека имаме и капацитет и квалитет и верба дека ова можеме да го организираме. Надпреварувачите од балканските земји, задоволни од добрата организација на првенството, и изјавија дека повторно би дошле во Македонија. Еден од играчите е повреден. Не верувам дека ќе направиме голем резултат, но драго ми е што дојдов и повторно би дошол во Македонија. Веoma сум задоволен како се оди организирано. Моите импресии се одлични. Многу сум задоволен за организацијата и дека се е на највисоко ниво. Се надевам дека како репрезентација на Србија ќе освоиме многу златни медали.
Од денес па до недела, љубителите на овој спорт ќе уживаат во фантастичните надпревари на младите пинг-понгари. Вчера се одигра 8 надпревари од третото коло од Лигата на шампионите, а лондонската екипа на Арсенал запиша важна победа на дербито против германскиот шампион Бајер Минхен. Највозбудливиот меч на вчерашните надпревари беше помеѓу Бајер Леверкузен и Рома, каде видовме фантастични 8 погодоци. Победник сепак не видовме на овој надпревар. Челси на гостување против Динамо Киев одигра нерешено 0:0. Се чини домакините беа одлично подготвени за овој надпревар, а тимот на Мориньо сепак не успеа да се спротистави и да запише 3 бола. Барселона победи со 2:0 против Бате Борисов. Стрелец на двата погодоци беше Ракитич. Каталонците во групата Е се задржаа на првата позиција, која има 7 бода. На останатите надпревари Динамо Загреб Олимпијакос 0:1, Порто Тел Авив 2:0, Валенсија Гент 2:1 и Зенит Лион 3:1. Надпреварите од третото коло од Лигата на шампионите продолжуваат и вечерва. Во Париз, францускиот шампион ПСЖ го пречекува повеќекратниот европски првак Реал Мадрид. Бенфика ќе гостува кај Галатасарај, Јувентус ќе игра дома против Борусија Менхенгладбах, ЦСКА Москва ќе игра против Манчестер Юнајтед, Манчестер Сити Севиља, Волсбург ПСВ и Малме Шахтјор. Почеток на сите надпревари е од 20 часот и 45 минути. За крај проследете ја временската прогноза и имајте пријатна вечер.